Здраво на сите! Во ова видео ќе ви покажам слики од македонски уметници. Ќе ви покажам слики од уметниците Никола Мартиновски, Лазар Личеновски и Димитар Кондовски. Ќе ви покажам 3 слики од секој од овие уметници и ќе опишам само една слика. Вие ќе треба да погодите за која слика станува збор, на која слика мислам. Така ќе проверите колку разбирате, но исто така ќе научите и нови зборови. Ајде да почнеме. На оваа слика гледам една жена. Жената има црна коса, црни очи, црни веги, има мал нос и мала уста. На главата носи марама. Таа е облечена во бело, носи бела облека. Можеби е бела кошула или бел фустан. Таа има рамнодушен поглед. Не знам што чувствува. Изгледа малку уморно. Можеби е уморна, но не знам што чувствува. Дали погодивте? Станува збор за слика број 1. На оваа слика гледам една куќа. Една куќа со црвен покрив. Гледам и оџак. Всушност гледам 2 оџака. 1, 2 оџака. Гледам и прозорци. Оваа куќа има 1, 2, 3, 4, 5 прозорци на едната страна и на другата страна можеби има уште 1 прозорец. Оваа куќа има и ограда. Гледам од едната страна една врата, една сина врата. Од другата страна на оградата гледам 2 врати. Гледам исто така и дрвја. Многу зелени дрвја наоколу и изгледа дека има мала градина зад куќата или шумичка. Се гледа малку и улицата. Можам да видам и тротоар околу куќата и гледам една бандера пред куќата. Дали погодивте? Ова е слика број 3. И за крај гледам еден човек, еден маж. Овој човек носи костум, носи син костум и бела кошула. Тој носи бела кошула. Тој има костенлива коса. Кафеави веги, кафеави очи, можеби црни очи. Во устата има едно дрвено кафеаво луле. Пуши тутун.
Во џебот на костумот има бело марамче. Има едно бело марамче. Неговите раце се потпрени на нозете. Левата рака му е потпрена на левата нога, а десната рака е потпрена на десната нога. Дали знаете на која слика мислам? Тоа е слика број 1. Се надевам дека успеавте да разберете. Ова беше одлична проверка на разбирање, на тоа колку разбирате, и се надевам дека успеавте да научите нови зборови. Пишете коментар колку разбравте, кои зборови ги разбравте и кои зборови ги научивте. Се гледаме наскоро со повеќе материјали за учење. Чао, чао!